Добар ден на сите. Денеска сме со граѓаните од Стајковци. Еден месец по поплавата гледаме дека улиците и домовите се уште не се расчистени и граѓаните се гушат во влага во сопствените домови. Децата од најпогодените подрачја, како и сите други деца во Македонија, вчера поидоа во училиште. Но никој не се прашува дали овие ученици имаат услови да учат и да ги извршуваат домашните задачи. Никој не се погрижи после првиот шок од поплавата да ги евакуира и да ги смести на безбедно и чисто децата, лицата со попреченост, старите изнемоштени лица, мајките со бебиња и бремените жени. Ова се најризични категории или најзагрозени групи на граѓани во елементарни непогоди, поради тоа што директно е изложено под ризик нивното здравје. Хронично болните и лицата со попреченост, иако изгубија се во своите домови, не ја добија терапијата која што мора да ја примаат и лековите кои што мора да ги примаат секој ден. Граѓаните се оставени сами на себе во борбата за достоинствен живот после преживеаната катастрофа. Ние сме денеска тука на 30 најзагрозени семејства да поделиме куински мебел. Не дека овој потек или оваа помош ќе ги реши сите проблеми на граѓаните, но сепак ќе придонесе кон оспособување на нивните домови за да може да се вратат во секојдневните текови на живење. Јавноста мора да знае дека граѓаните кои што се корисници на системот за социјална заштита, тоа се корисници на социјална парична, постојана парична помош, може да се обратат и да си го остварат правото на еднократна парична помош од 30.000 денари. И овие пари се независни од оние пари кои што ги дава Влада на Република Македонија, град Скопје и така натаму. На крај мора да се потенцира фактот дека институциите имаа лоша реакција во справување со оваа криза. Министерството, што е она што можевме и мораше да го направиме поинаку, е тоа да Министерството за труд и социјална политика уште истиот ден ги стави на располагање сите сместувачки капацитети кои што ги има, да ги преадаптира, да ги пушти центрите за социјална работа во проценка на ризичните категории на граѓани и истите овие граѓани да ги евакуира и смести, обезбеди храна, вода, лекови, психосоцијална и здравствена поддршка. Само ваков одговор на Министерството за труд и социјална политика може да ги намали последиците кои што ги направи една ваква катастрофа. Ви благодарам. Дали имаме прашање? Со оглед дека само сега нели ќе го превеземе повторно Министерството за труд и социјална политика. Одредени промени во овој однос, дали ќе има? Да, апсолутно. Сите права кои што им следуваат, не нема да калкулираме и манипулираме со нив. Напротив, ги поттикнуваме граѓаните да си достават барање за еднократна парична помош која што им следува по закон и сите други можни интервенции, сега еден месец велам по поплавата, но сите можни интервенции ќе бидат спроведени. Имате ли сознание за одредени обвинувања дека помошта, хуманитарната помош, потоа и паричната помош се делат по разни други основи, како например партиска, роднинска и така натаму? Да, имаме такви сознанија, граѓаните зборуваат, но знаете, во тешка ситуација се и таа солидарност на соседи, тешко може да ви кажат точна информација кој е тој што ги злоупотребува парите. Сепак, мислам дека треба да се поттикнат граѓаните да посочат кои се тие семејства кои што не се погодени, а земале одредена сума на пари. Заради тоа што можеби ќе останат надвор од системот на заштита оние кои што треба да земат. Ме разбирате, нема доволно пари. Ние сме сепак држава која што има скромен буџет во Македонија и затоа треба да се погрижиме оние граѓани кои што треба да добијат помош да стигне кај нив, а не оние кои што злоупотребуваат.